една измена. Во составот игра нигериецот Алфред на местото на Скавиш кој беше стартер, па така Малашицки е на голот, Нечаев, Политевич, Премудров и Мјалко во дефанзивниот квартет, Бутаревич се јава пред нив, Сетко, Орехов, Камара зад напаѓачот Алфред, го споменав. Бојан Марковски има исто така измени од оној претходен состав, не можеби колку што се очекува, но две се, затоа што Хоџа и Дели почнуваат на местата на Елези и на Мануелов, кои што беа стартери на првиот надпревар. Василев е на голот, Димитриевски, Велковски, Велич и Асани во четворката пред него, Демири и Ангелов како фудбалери од средниот ред дефанзивци, Дели го споменав лево, Кадриу десно, Калани зад младиот 16 годишниот Дитмир Хоџа, кој што ќе игра денеска во шпицот на нападот, барем онака како што се нацртани, што се вели, формациите пред почетокот на овој надпревар. 23-та и претходно 16-та и два пати биле финалисти на белорускиот куп. Традиционалните црвени дресови за нашиот тим. Торпедо Белас, екипата од Белорусија, настапува во бела комбинација. Сигурен Василев, сега нов корнер и сега шанса 1-0. Многу гледачи во 16-тникот, погаѓа Алфред. Многу гледачи во 16-тникот на Работнички. Вака не може, па дури ниту во конференциската лига, и гледате оној што е заврши практично гол серијата од 3-0 на првиот надпревар ја продолжува еве и сега во 14-тата минута, а тоа е нигериецот Алфред. Сетко изведе корнер и гледате тројца фудбалери, 4 таму во 16-тник. Ова е шансата претходно што ја видовме веќе. Ни треба голот, но добро. Еве, идентична ситуација во линија, таму 3-6 фудбалери, никој до Алфред. Еве го Чариев. Добро беше идејата, стигна сепак топката за Камара, голема шанса за Торпедо, удар на Камара, прекрасна интервенција на Василев. Одлично одбрани. Алфред се ослободи, добар лизгачки старт на Велковски, да видим има ли офсайд, не покажува ништо судијата. Алфред шанса за 2-0 и уште една фантастична интервенција на голманот Василев. Велковски. Ево, шанса за автогол. Нема ништо. И тука е крајот. По пауза од 7 години од Европа, Работнички се врати за прв пат во УЕФА конференциската лига и е елиминиран од белорускиот Торпедо Белас со вкупни 4-0.